Приказната за првата македонска железница започнува во 1873 година, кога за прв пат свирнал возот влечен од парна локомотива од Солун за Скопје. А во 1874 година оваа линија продолжила кон Косовска Митровица. За време на одбележувањето на јубилејот 150 години од постоењето на македонски железници во 2023 година, на железничката станица во Скопје за прв пат беше отворен Музејот на железницата. Ванчо Милошевски е автор на музејската изложба и одговорен на музејот. Ние имаме збирка од преку 1000 артефакти, значи со фотографии, оригинални фотографии, например за изградба на железничкава станица, оваа мостовска конструкција 1400 метри долга и доста интересна, мислам, целата таа постапка како се градела, ги имаме ние сите тие фотографии, што се уште не се ни објавени, доправа и да се проучуваат, интересни. Имаме и за фотографии исто за изградбата на Скопскиот јазел, што е обиколката, што е железничка околу Скопје, значи после земјотресот што е градена. А предмети имаме доста интересни, како например најстариот Морзеов телеграф од 1885 година. Најстариот документ изложен во овој музеј е план катастар за изградба на железничката линија Солун-Скопје-Митровица од 1888 година. Но освен предмети, во поставката има и информативни паноа со фотографии за настанокот на железницата во светот и на Балканот. Во музеј, оваа музејска поставка содржи, како што гледате тука на паноата, целата во кратки црти историја на железниците во Македонија. Значи од почетокот, но претходно нормално објаснување има и за почетоците на железниците како настанале во светот. Значи предходно со таа индустријска револуција, со првата парна машина од Джеймс Ват, па потоа продолжува, значи со Џорџ Стивенсон за првата железничка линија која е пуштена од Стоктон до Дарлингтон во Англија и нормално пред почетокот на изградба на железниците во Македонија, како биле патиштата, значи објаснување од почеток до ден денешен. Пензионираниот железничар Драган Ацевски на музејот му подарил макети на локомотиви и вагони кои што самиот ги изработил. И Милошевски со гордост ги покажува на посетителите. Посетители има цело време, поготово летниот период има доста странски посетители. Бидејќи музејов се наоѓа точно во транспортниот центар. Значи ова е главна железничка станица Скопје и тука е автобуската станица и секој патник што ќе помине од тука се интересира за да влезе и во овој музеј. Музејот на железницата представува експонати од автентични железнички канцеларии, примероци од стари пруги и вагонски делови, телекомуникацијски уреди и сообраќајни средства, како и овие стари часовници кои се уште го мерат времето. Меѓу предметите кои кај многумина будат интерес, па дури и носталгија се старите фенери, дактилографските машини, печати и билети, кондуктерската опрема и книгата за впечатоци во која се потпишал тогашниот председател на поранешната Југословенска република Јосип Броз Тито, како и оваа интерактивна макета со возови на која е прикажана првата железничка станица во Скопје за време на Отоманската империја. За Гласот на Америка, Мартин Николовски.